Продолжено работно време во билетарите во Штипскиот центар за култура. Голем број представи низ за настани кои ќе го одбележат овој месец. Се активностите кои ги најави новиот директор Филип Стевановски. Од 9 до 19 часот ќе работат билетарите секојдневно, а во денови кога ќе има представи ќе работат 1 час плюс. Ова е со цел граѓаните да можат да купуваат карти кога ќе посакаат и да уживаат во предвидените представи. Новости кои што еве за ова недела ги поставивме како тим, повторно ќе кажам, бидејќи оваа работа е тимска работа со целиот тим на НУЦК, е тоа што билетарата ќе работи, значи билетарата во НУЦК, во Домот на културата, ќе работи секој работен ден од 9 до 19 часот, значи секој кој што ќе сака да си купи билети ќе може да си купи на билетарата во Домот на културата, додека во оние денови кога ќе имаме представи, во вторник и четврток или датумите кои што веќе ги има на нашиот флаер, ќе можат од 17 до 20 часот да си купат билети на билетарата во театарот во Штип. Друго што ова година значено е за ова институција и за повеќе институции во нашиот град е тоа што нели 100 години од првата опера во Штип и првиот театар во Штип, така да тоа е една манифестација која што јас мислам дека ќе ја одбележи ова 2025 година покрај сите други проекти кои што се во план да се направат, али тука не сме вклучени само ние како институција, туку повеќе институции од градот Штип. Во меѓувреме објавен е и репертоарот на Штипскиот театар за месец февруари. 10 представи, гостувања на театри од останатите градови и слично е планирано за овој месец, а граѓаните ќе имаат можност да уживаат во представите речиси секој вторник и четврток. Во пресконференција ќе го објавиме репертоарот на ова Штипскиот театар за овој месец, за февруари. Значи почуваме со 10 представи кои што најчесто ќе се играат во денови вторник и четврток, така да имаме на репертоар 10 представи кои што имаме и 2 гостувања. Едното ќе биде на театар од Куманово, како што сакате се вика во представата, и второто гостување е на НУЦК Бели Мугри од Кочани со Избувливиот човек. Останатите активности се одвиваат непречено, додава Стевановски. Тече поправката на кровот на театарот, а се планирани и други зафати во оваа институција со цел граѓаните да уживаат во културните настани во градот.